Македонија вечна, моја Македонија. Почитували, пред да ве гушнам со љубовта за Македонија, еве уште неколку поуки од Библијата. Раце на никого не полагај пребрзо, ниту пак на туги гревови да стануваш соучесник. Се ни е позволено, но не е се полезно. Насочувајте ги вашите мисли кон она што е вистинско, честно, љубезно, достојно за слава, кон она што е добродетел, што е за пофалба. Со братска љубов, со почит еден кон друг. Љубовта е силна како смрт, а љубомората лута како пекол. Широките врати водат кон пропаст, а тесната врата води кон животот. Почитувани, на почетокот на јуни годинава, 2022 година, прочитав изјава од професорот по историја на Филозофскиот факултет и поранешен член на Мешовитата македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања Ванчо Ѓорѓиев, која верувам ќе биде македонска историска вистина за идните генерации, кои ќе ја цитираат со почит кон него и неговиот македонизам. Цитирам: Бугарија спроведува демакедонизација на Македонија, а алатката преку која ја спроведува е ветото. Постои искриена опасност. Тоа е играње на рати. Тоа значи за секој самит на Европската Унија, кај нас да има спуштање на жицата. Бугарија е членка на Европската Унија и ништо не губи. А користејќи алатката, секогаш ќе се однесува како што се однесува и нема да отстапи. На Македонија и е потребен влез во Европската Унија, но има достоинство и принципи преку кои не смее да се помине. Другите ќе ве почитуваат толку колку што самите ќе се почитувате. Иако сега е ставен фокусот на правата на бугарите во Македонија, сите други барања стојат и не се повлечени, туку тоа е само барање повеќе. Почитувани, упатувам голема благодарност до професор Ванчо Ѓорѓиев за радосниве срце и душа од неговата заштита на македонците и Македонија во овие повторно тешки години за Македонија. Македонија вечна, моја, наша Македонија.